Македонскиот председател Стево Пендаровски призна дека со францускиот предлог кој веќе е доставен во собранието, ќе се менува историјата во учебниците по желба на бугарите. Тој во телевизиско гостување рече дека тоа ќе се случи ако се согласат двете влади, но според него целосната одговорност ќе паднела на авторот на учебникот по историја. Комисијата составена од 7 македонци и 7 бугари, таа страна. Ако се согласат двете страни, тие упатуваат препораки до двете влади. Двете влади ако се согласат. Двете влади, ако се согласат, а се бара взаимна согласност, пуштаат до надлежно министерство, да речеме МОН, кај нас, за учебник ако збориме. Тие понатаму, во нивна процедура, според закон, си наоѓаат автори кои ќе напишат учебник за 5, 6, 7 деление. Комисијата, ако се согласи, дава препорака до владата, дава препорака. На крајот, само авторот на учебникот е тој кој носи целосна одговорност. Наспроти Пендаровски, кој рече дека ако нема договор за историјата ќе има и ново бугарско вето, една недела пред него премиерот Димитар Ковачевски изјави дека историјата нема да биде дел од преговарачката рамка со Европската унија. Во однос на историските прашања, едно од нашите барања беше дека историските прашања не можат да бидат дел од преговарачката рамка и тоа е содржано во овој предлог документ кој што е стигнат во Министерството за надворешни работи. И додека премиерот и председателот се без координација за историските прашања во францускиот предлог, јавноста реагира што уште еднаш била излажана и дека за македонскиот јазик и историја не смее да се преговара. На ваквите државнички изјави реагираа безмалку 200 академици, професори, историчари, правници, писатели, уметници, економисти, кои писмено се обратија до председателот на државата за францускиот предлог за почитување на преговорите на Македонија за членство во Европската унија. Ние македонците сега сме турнати во историски амбис за да бидеме избришани од картата на Европа и светот. Во ова политичко злокобно време на 21. век, не смеете да бидете актер во политичко ништење на македонскиот народ и држава. Господине председателе, вие лично со премиерот Димитар Ковачевски на вратот на македонскиот народ му ставивте француски оглавник. Ултимативна спогодба меѓу Македонија и Бугарија. Целта е обезличување на македонскиот народ пред да влезе во Европскиот дом на народите, кој ве избрал председателе во мај 2019 година, реагира меѓу другото академската фела.